Почитуван градоначалник Атанасов, почитувани представници на менаџерскиот тим на Табмак, почитувани представници на медиумите. Огромна е честа и задоволството што денеска овде во Пробиштив имав можност да ја посетам фотонапонската централа во собственост на компанијата Табмак. Ова не е моја прва посета на оваа компанија, но денес за прв пат имам можност да ја видам централата, која е една од поголемите во државата, со инсталирани над 15.000 панели и мощност од 8,4 мегавати. Истовремено оваа компанија располага и со околу 6.000 панели инсталирани на кровните површини на фабриката. Табмак е компанија која ги следи и ги имплементира најновите производствени технологии и стандарди со кои ја збогатуваат понудата на квалитетни производи. И тоа е дел од нивната мисија. Но воедно тие креираат и општествено одговорни политики кои што се однесуваат на заштитата на животната средина и заштитата на здравјето на вработените, а секако и на зелената трансформација на државата. Токму во оваа насока е и нивната инвестиција во фотоволтаици на површина од 10 хектари. Со ова тие покриваат 25% од потребите за струја на производствениот погон. Верувам дека ова е и едно од нивните најисплатливи вложувања, посебно во услови на енергетска криза, и исто така верувам дека и во иднина ќе продолжат со вложување во нови извори на електрична енергија. Свесен сум дека економската и енергетската криза направија невидени потреси на европскиот континент, но затоа донесовме навремени одлуки со кои се осигура дека ниту еден граѓанин или компанија нема да бидат оставени сами да се справуваат со кризата. Со тој одговорен пристап, како одговорна влада изминатиот период, успеавме да ги вратиме парите на граѓаните, кога е тоа најмногу потребно. Пред се обезбедивме 2 пакети антикризни мерки во вредност од 760 милиони евра, а воедно и обезбедивме повисоки плати и пензии. Со истиот пристап обезбедивме и ликвидност на компаниите, со што ги заштитивме работните места, а и континуирано обезбедуваме 80% субвенционирана цена на електрична енергија за домаќинствата, како и ефтина електрична енергија за основни производи на храна, односно за фабриките и производствените погони кои што произведуваат основни прехранбени производи. Со тоа го заштитуваме стандардот, но и овозможуваме државата да може непречено да функционира. Со истиот овој одговорен пристап, но и со визија за иднина, ние пристапуваме и кон енергетска трансформација на државата, која ни е толку многу потребна, особено во време на недостаток на енергенци. Пред нас се големи стратешки енергетски проекти, како големата фотонапонска електрана во Штипско Стипион од 400 мегавати, која што се преговара во моментов со владата и која што треба да биде модел на развој на агрикултура од реномираната француска компанија Акио, како и израдба на голема ветерна електрана Вирови од реномираната германска компанија ВПД. Исто така очекувам до крајот на 2023 година во системот да се вклучат до 300 мегавати сончеви електрани. Воедно законските измени за олеснување на процедурата за поставување фотоволтаици се веќе во сила, со што комплетно е поедноставена и олеснета процедурата, нема повеќе непотребна бирократија и постапката која претходно траеше и до 1 месец, сега е сведена на само 1 ден. Со правилна подршка и правилно менаџирање, јас сум уверен дека можеме да ја трансформираме нашата прекрасна татковина во хаб на зелена енергија и да обезбедиме и енергетска ефикасност, но и енергетска независност и да го снабдуваме регионот на крајот на денот со струја од обновливи извори на енергија. Ова е иднината и не е недостижна. Ние веќе ги преземаме првите чекори и уверен сум дека ќе оствариме нашата визија и ќе обезбедиме вложување во индустриите на иднината, кои ќе ни донесат повеќе работни места, подобро платени работни места, но ќе донесат и подобра заедничка иднина за сите. Посакувам уште многу успеси во развојот на компанијата Табмак и во нивното освојување на нови пазари, што посебно ме прави горд и среќен, бидејќи квалитетните производи, произведени во нашите фабрики и извезени во странство, се нашиот најдобар меѓународен промотор. Ви благодарам.